продолжуваме со утро. Како што ви најавив на почетокот, имаме интересни гости со кои ќе поразговараме за една убава работа, а тоа е хуманоста пред се. А кој, ако не, оние кои секогаш сакаат да помогнат, а се работи за Сдруженијето на граѓани на слепи лица овдека во Кавадарци, кои на 9 ќе имаат интересен настан за да го сплотат народот и секако да помогнат. Овдека со мене се Богоја Јошев, секретар на слепите лица овдека во Кавадарци и секако долгогодишен соработник на Националниот сојуз на слепи лица на Република Македонија, а воедно и водител на настанот кој ќе следува, господја Весна Синадиновска. Добро утро и добре ни дојдовте во утро. Добро утро, моје име, името на Сдруженијето на слепи лица на град Кавадарци. Ви се заблагодарам за вашата покана, што поканиште денеска да присуствуваме тука и да си кажеме нашите настани што следуваат понатаму. Така е, добро утро. И јас ќе ги поздравам, добро утро вашите гледачи. И ќе се заблагодарам и за времето и за медиумската соработка од ваша страна. Тоа е нашата работа, впрочем, убавите нешта да ги пласираме кај народот, секогаш не можеме, има и неубави, меѓутоа сепак ние сме тука за се она што се случува тековно кај сите општествени чинители. Особено во Кавадарци. Особено во Кавадарци, точно така. Богоја, ајде со тебе да започнеме, значи, чива беше иницијативата на настанот, кога ќе се случи настанот и се останато? Иницијативата за настанот беше на нашето здружение, што е председателот Јанков Косанин, во соработка со Националниот сојуз на слепи. На 9 мај ќе имаме хуманитарен концерт кој ќе се одржи во Домот на културата Иван Мазов Климен. Се заблагодарувам за директорката Јулијана кој ни овозможува просторијата да искористиме за овој настан. Добро. Средствата за што ќе бидат наменети? Средствата ќе бидат наменети за помагала за членовите на Сдруженијето на слепи лица на град Кавадарци. Така. Весна, ајде како водител запозната си со програмата, што се ќе следува, што се ќе можат сите оние посетители кои ќе дојдат да видат, да уживаат во програмата? Во ред, прво сакам да го поздравам председателот на Националниот сојуз, господинот Жарко Селковски, кој ни овозможи првиот концерт, првата забавна вечер, после смотрите во Скопје, а имаат во план да направат неколку низ Македонија, да се случи токму во Кавадарци. И драго ми е што ќе се дружиме на 9-ти. Оно што сакам на почеток да го потенцирам. Драго ми е што Националниот сојуз на слепи на Република Македонија веќе е и поактивен во однос на сето она што го прават тековно, односно поактивен во однос на ширењето на проблемите кои што ги имаат слепите лица. Сакам да кажам, слепите лица, односно лицата со визуелна попреченост, долго време имаат многу проблеми. Конечно, за кратко време ќе зборуваме и за тоа, конечно ќе се обидат да ги решат дел од нивните проблеми со протестот за кој што ќе зборуваме малку подоцна. Меѓутоа, јас како водител на настанот морам да кажам дека ја продолжувам соработката сега со Сдруженијето на слепи на град Кавадарци, после претходните 15 година соработка со Скопското здружение. Оттаму потекна идејата да се направи еден ваков заеднички концерт, хуманитарен. Сега некој можеби ќе рече хуманитарен, парите за обично одат кај некој кој што има животозагрозувачки проблем или едноставно кај некој кој што има проблеми тековни во однос на секојдневието, меѓутоа слепите тоа како имаат проблеми кои што мораат да се финансираат во недостаток на внимание од страна на државата, во недостаток од внимание и финансиска помош која што во последниве години ете самиот секретар ќе ни каже затајуваат, мораат на ваков начин да се огласат во јавност. Значи, слепите луѓе најмалку сакаат да просат. Слепите луѓе сакаат да едноставно ги заработат тие финансии со тоа што ќе ги стават во акција нивните квалитети во моментов музичките, значи музичките, инструментални, вокални така натаму, да ја анимираат публиката, да нешто се обидат да заработат,
за пари секогаш се наоѓа место каде треба да ги потрошат, затоа што секојдневно се соочуваат со проблеми. И во однос на движење, и во однос на соработка, социализација и така натаму. Националниот сојуз на Македонија е една голема организација. Знаеме дека во Македонија има околу 2500 слепи и слабовидни луѓе. Има за цел да им го олесни животот на слепите, значи да им го направи поедноставен, да ги социализира, да ги интензивира во сите сфери од живењето. Меѓутоа, за сето тоа требаат финансии, а финансиите ги нема, особено последните години, така што на ваков начин се одлучивме да нешто направиме, прво да покажат тие што знаат. Вие не знаете колку музикални луѓе се слепите луѓе. Значи, на сметка на визуелната попреченост, толку таленти имаат, кои што одве чекаат да ги покажат пред јавноста. Сега, на 9 ќе се обидат тоа да го направат на најдобар начин. Во Скопје прават повеќе хуманитарни концерти. Овој што ќе го направиме во Кавадарци, се надеваме дека ќе се покрие со публика, затоа што хуманоста, јас барем мислам дека не недостасува во Кавадарци. Сведоци бевме на хуманитарниот концерт пред известно време. Скоро и да се наполни салата за двете девојчиња за нивните лекувања. Јас се надевам дека кавадарчани ќе имаат слух и за слепите луѓе, затоа што тие можеби навидом изгледаат здрави, меѓутоа и тоа како се соочуваат со проблеми во секојдневието. Точно така. Да. Ајде да видиме сега да ни образложите како што ве прашам, што се ќе имаме. Ќе има на програмата. Значи, ова манифестација на национално ниво. Значи, ќе гостуваат членови на друштвата, на здруженијата од цела Македонија. Освен од Скопје, во најголем дел се од Скопје, тоа се членови на Националниот сојуз, воедно членови на културно-уметничкото друштво Билјана, што работи во рамки на сојузот. Тоа се толку надарени луѓе. Јас се надам ќе дојдете да ги слушнете и вие. Ќе пеат, ќе свират и ќе настапат со познати фолк нумери кои што ги сака публиката. Имаме членови, односно ќе настапи и члено од Струмица, од Прилеп едно детенце. Од тука од Кавадарци ќе пее Николче Делов со инвалидност, ќе биде Маријана Пешич, внука на Маријана Пешич поправа. Така. Она ќе не настапува. Таа пеше на смотрите и навистина убава пее. Ќе има ансамбл на Тиква што е игрорната група. Најдобрите хумористи од Кавадарци, Диме Коцев и како се викаш другиот? Видан Станоев. Да. И Акустико бенд. И Акустико бенд. Да, актерите ќе не насмеат малку, фолклорниот ансамбл Тиквеш исто така ќе настапи и некако така да целокупно мислам дека ќе имаме убава програма. Малце и ќе биде така компактно и за уво и за око, јас би рекла, и ќе биде фантастичен настан. Ете еден апел до сите гледачи да присуствуваат. Картата влезницата што е за хуманитарен концерт изнесува 150 денари, може да се набави во Сдруженијето на слепи лица на град Кавадарци. Има реклама вртена на Facebook на ЗСЛ Кавадарци, кој сака може да се обрати кај мене. Така, значи сите да си земите карти да одите на концерт, затоа што стварно ќе биде доста убав и интересен. Меѓутоа, ајде сега да те прашам, Бугоја, што тековно работите вие како членови на ова здружение? Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци и спортскиот клуб Визија, кој е во склоп на здруженијето, од 26 април почна да играат Лига во голбол, кој почна ова година се игра. Во Лигата на голбол има 10 екипи. На првото место Кавадарци ние со 10 победи скоро немаме пораз ниеден, сега за сега. Имаме уште надпревари, уште 3 надпревари имаме текот на месец меј, имаме уште 3 викенди да играме надпревари. Наредно ќе биде, како кажува, значи имаме штрајк, се спремаме за штрајк, имаме некој незадоволство. Така. Тоа ми беше и следното прашање. Знам дека имате финансиски проблеми, а причината е немајното слух за вас од институциите на државата. Ајде малце во детали да го разглобиме ова. Здруженијето на слепи лица кашо членово на Националниот сојуз на слепи. Имаме
оддамна проблеми со Министерството за труд и социјална политика. 4 месеци немаме примена дотација, работиме онака, без пари све, самоволно што можеме да се вршиме некоја активност. Наред имаме поднесено барање, доста барање имаме поднесено до Министерството за труд и социјална политика. Се трудиме да не примат на прием или кај нив, или ки премиерот, ама и тоа оде нешто тешко. Дали немаат слух или немаат доразбирање за нас инвалидите, сите инвалиди, не само за слепите, на сите тоа се работи. И имавме состанок извршен одбор, се разгледаа сите барања, доставени се до Министерството за труд и социјална политика, па чекаме повик најскоро што може да биде да не викнат, да имаме разговори, да не одиме на последното што викаме за штрајк, да не испаѓаме на терен. Така, јас да се надевам дека ќе слушнат, ќе видат со што се соочувате и дека веќе конечно ќе го решите ова, да не дојде до масовни штрајкови, бидејќи јас сум сигурна дека ако дојде до тоа, дека целата јавност ќе ве поддржи. Би требало да не поддржат сите, да се сложиме сите инвалидни организации да биеме заедно, да испаднеме на терен. Од и претходните години кои испаѓавме бевме ние слепите само. Бевме многу малци, не малци, ама пак 300-350 души бевме, тие штрајки, ама се надевам на повеќе сега, би требало помасовно да испаднеме сите од дома да излеземе. Така, имате и барања, кои се барањата што ги приложувате и сакате да ви бидат остварени? Ајде јас. Ајде. Кратко ќе се обидам, не е долго воопшто. Едно од барањата е спојување на додатокот за попреченост и правото на туѓа нега и помош да изнесува 60% од просечната плата. Второто барање е измени и дополнување на Законот за социјална заштита, враќање на правото на придружник при болничко лекување. При увоз на возилова е третото барање за лица со попреченост да се зголеми границата од 10.000 евра на 20.000 евра и правилата за рефундација да останат исти. Четвртото барање, системско решавање на пристапот до помагала за слепите лица. Петото барање, воспоставување, односно конечно да профункционира библиотеката за слепи лица, која е во склоп на Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски. Конкретно, тоа навистина ги засега слепите лица од многу поодамна. Наредното е да се обврзат сите приватни превозници, да ги почитуваат одредени членови од Законот за патен сообраќај, промена на Законот за нотаријат и Законот за спречување и заштита од дискриминација во однос на признавање на факсимилот како личен подпис, промена на еден член од Законот за нотаријат и потпишување и ратификување на Маракеш договорот, кој е од големо значење за слепите лица. Имаме уште едно, ревидирање на договор за финансирање на националните инвалидизирани организации во Република Северна Македонија. Многу барања се, затоа што нив овие барања ги тишта долго време и сега нормално да се соберат после долго време и се надеваме да барем дел од нив се решат. Јас лично ќе се залагам за она барање кое што се однесува на проработување повторно на звучната библиотека, која што своевремено работеше. Таму се создаваат тие аудио материјали, аудио книги за потребите на слепите лица. Некој ќе рече слепиот човек не е интелектуалец, нема образование, не е писмен. Имавме ни еден пример така со нотарката кој го шерува и го објави една од телевизиите национални, да не навлегувам сега во детали, меѓутоа има голем дел од слепи лица и слабовидни кои што се на дипломски студии, на постдипломски студии, па и оние средношколците се соочуваат со литература и стручна и она мотивирачка, она па и белетристика на крајот на краиштата. Немаат од каде тоа да го набават, своевремено се снима аудиокниги, меѓутоа најназгасна таа работа, а инаку беше отворена библиотеката за таа цел, секојдневно да се преработуваат од електронска форма или од читана форма од книга, да се преработуваат аудиокниги, да им бидат достапни на учениците претежно. Јас имав договор пред неколку години со средба една со директорот тогашен на Државното училиште за слепи и слабовидни, односно за лица за рехабилитација на слепите во Кисела Вода, во Скопје. Разговараме со директорот, кога го чув нивниот проблем, таму има дечиња од најмала возраст од 5-6 години, па до завршување на средното образование, немаат воопшто од каде да се образуваат, немаат материјали.
Па викенди родителите на децата доаѓале, они импровизираа едно студио во рамките на училиштата да доаѓаат, да им читаат сликовници и останати материјали на дечињата за да може да читаат. Немаат од каде звучна литература и тоа им и како им е потребна и тоа ќе биде една од ставките за кои што јас и луѓето кои што претходно се занимававме со оваа работа факултативно, нормално хуманитарно, затоа што верувам дека ќе проработи библиотеката и верувам дека до секој еден ќе биде достапна литература. Они сега ги користат книгите со Брајово писмо, еве нека каже Богоја, меѓутоа и тие се тешко достапни. Звучната литература би била многу поедноставна за употреба. Посеко се работи да се движиме понапред, да напредуваме во сите технологии, како и звучните спишанија што ни даваат панорама, што ги читаат добри луѓе, што се како водителката, и повеќе напредок од технологијата. Имаат во Националниот сојуз уште ова да кажам, радио едно кое што интернет радио. Во склоп на Сојузот на Национален сојуз имаме ЕСИ радио провайдер кој ги искажува сите наши проблеми се на инвалидните лица. Ги следи Ги следи сите активности на Национален сојуз, на сите здруженија ги следи активности, спортската федерација ги следи активностите. Сега не е јавно достапна, YouTube страната има своји излагања. Имаат апликација секаде, може да се слушаат. Може и да се симне таа апликација на секој телефон кој се сака од инвалидните лица, слепите, што сака да го слушат, да го следат ЕСИ радио, може да симне. Се на се, тие одат во тек со времето, меѓутоа никаков слух нема од државата и од соодветните министерства. И еве, само хумани луѓе можат да едноставно помогнат. И сега ќе речете хуманитарен концерт, тие најмалку сакаат овој концерт да се нарекува хуманитарен. Мислам, хуманитарен концерт, са ќе прашате за кого се наменети средствата, меѓутоа и тоа како? Па имаат и тековни проблеми во однос на канцеларијата каде што работат во Скопје. Инструменти за културно-уметничкото друштво, асистенти, нели, потребни се на секого. Имаат потреба од финансии, ама финансии тајат, нема. Финансиите некако закочија, јас би рекла, јас да се надевам дека и ќе имаат слух веќе за сета оваа работа институциите. Министерствата кои ете како ги засега оваа проблематика и малку да се осврнат кон лицата со попреченост и да им го овозможат животот онака како што треба. Бога сакаше нешто да ги додадеш? Самиот концерт е назначен вечер на емпатија, па секој човек нека размисли што значи емпатија. Точно така, па ете. Ако може да се возврати емпатијата нивна, со емпатијата од гледачите би биле среќни на вистина. На крај сакам да се заблагодарам на соработката што имаме на општина Кавадарци, со Домот на културата Иван Мазов Климе и сите наши соработници што ги имаме на здружението. Така. И јас ви благодарам што ете дојдовте на нашата покана и ете од блиску ја запознавме јавноста и со проблемите, меѓутоа и со нештото кое влева надеж дека ќе има промени. Ви се заблагодарам на вашата покана и ве поканувам да дојдете вие на самиот концерт па да видите нашите лица со попреченост како може да пеат и како може да се надпреваруваат со здравите лица. Така. Со толкав жар се подготвуваат на вистина да настапат, да видите и да чуете со какви квалитети тие поседуваат, какви квалитети поседуваат и уште еднаш да напоменам дека концертот е на 9 мај во 20 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Дали на билетарата ќе имаме на Домот на културата? На билетарата на Домот на културата нема карти, ама на самото лице место ќе биеме представници, ќе има здружение на слепи лица, па кој би сакал може и таму сами. И таму да си го упат на самиот плес. Уште еднаш ви благодарам. Благодарим и ние. Продолжуваме, драги наши гледачи, по натаму. Ете, јас само би додала дека вечер на емпатија е убав настав на еден убав хуманитарен концерт во организација на Сдруженијето на слепи лица на град Кавадарци, меѓутоа и наменет за нивните потреби, па затоа бидете емпатични на 9 не мора да одите да пиете кафе, одете на концерт и уживајте и забавувајте се.